Тешка криза во градежништвото. Македонските градежни компании, кои не толку одамна беа носечки столб на стопанството, сега ги губат нарачките и на домашен и на странски терен. Градежништвото во првиот квартал годинава падна за 6,3%, а во вториот за дури 17,3%. За овие 6 месеци, вкупните економски активности се намалија за 0,9%. Вкупната вредност на договорените градежни работи во странство од јануари до септември изнесува 37 милиони и 456 илјади евра, што е 16,6% помалку во однос на истиот период минатата година. Вкупната вредност на извршените градежни работи во странство пак била 20 милиони и 125 илјади евра, што е намалување за 38,8%. Во исто време, Државниот завод за статистика измерил намалување и на бројот на одобренија за градење. Во септември биле издадени 222, што е за 25,3% помалку во однос на истиот месец лани. Вкупната предвидена вредност на овие објекти е нешто над 58 милиони евра, што е 29,7% помалку. Иако намалување на добивката има во сите компании кои се занимаваат со градежништво, состојбата е најизразена во Штипски бетон. Според податоци до кои дошол економскиот портал Денар, во периодот јануари-септември компанијата направила загуба од 1 милиони 34 илјади евра. Во исто време лани компанијата била во плюс од 411 илјади евра. Ова значи дека падот е дури минус 314%. Само приходите биле намалени за 47%. Ваквата состојба не само во бетон, туку и во сите градежни компании во прашање ја доведува иднината на градежната индустрија и работните места на нивните вработени. Добар дел од сопствениците во анкета на Државниот завод за статистика се изјасниле дека бројот на вработени во секторот ќе се намали во следните 3 месеци. Тие сметаат и дека економската состојба е полоша во третиот во однос на вториот квартал. Најголемо негативно влијание имаат зголемените трошоци и намалената потрошувачка. Инаку значителниот пат доаѓа по долгогодишен раст. Лани градежништвото се зголеми за дури 18,5%. Во првиот квартал растот бил 6,9%, во вториот 31,4%, во третиот 10,3%, во четвртиот 28,5% или вкупно за цела година 18,5%. Секторот беше и главната компонента која издида вкупен економски раст од 2,4%.